على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره وأنزل الشرع فيسره وهو الحكيم العليم. أحمده على ما أولى وهدى وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين، صلى الله عليه وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следаат во хајр и добро све до судниот ден. Месецот Рамазан се приближи кон неговиот крај и се приближа неговото заминување, и сигурно дека овој месец Рамазан без сомнеш ќе биде сведок на судниот ден или за нас или против нас. Па оној кој го исполнил овој месец Рамазан со добри дела, нека му се заблагодари на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека се радува на убава награда. Затоа што Аллах Азза ва Џел нема да го изгуби трудот на оние кои се трудат. А додека оној кој го исполнил со лоши дела и со немарност, нека се покае кај својот Господар Субханаху ва Таала со искрено покаяние, затоа што Аллах Азза ва Џел го прима покаянието на оној кој се кае. Возвишениот Аллах Азза ва Џел од неговата милост, како што беше посебно за месец Рамазан, исто така и за неговиот крај, ни пропиша некои видови на ибадети со кои ни дава повторна можност и шанса да се доближиме до него Субханаху ва Таала и да бидиме од оние на кого ќе им се зголемат нивните добри дела. Од тие ибадети кои се на крајот од овој благороден месец е садакатул фитр, давање на витри. Исто така возвишениот Аллах Азза ва Џел на крајот од овој месец ни пропиша да го величаме, да го славиме посебно со учење текбири, кои текбири се после завршувањето на деновите на овој месец Рамазан, од зајди сонце во ноќта на Бајрам, а тоа е последниот ден од Акшам. Од утре, од Акшам, од суннет е свекој еден да си учи текбири додека клањат Бајрам намаз. Возвишениот Аллах Азза ва Џел вели: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. За да го комплетирате бројот и за да го возвишувате возвишениот Аллах Азза ва Џел за тоа што ве упати. Да го величате за тоа што ве упати и за да бидите благодарни. Да се учи текбири Аллаху екбер, ла илаха илля Аллаху, валлаху екбер, валиллахи лхамд. И суннете можете по можност гласно да изговорвате овие текбири, без разлика дали се надвор, дали се дома, дали се во џамија, све додека не му смета на другите. Јавно да го величе на возвишениот Аллах Азза ва Џел, покажувајќи го овој голем ибадет кон Аллах Субханаху ва Таала. И навистина ове уба гледка
луѓето да го величаат, да го слават возвишениот Аллах Азза ва Джел, после овија голем ибадет со кој Аллах Азза ва Джел ни дарува. Кој ибадет беше еден од најголемите можности за човек да постигне Аллахова милост, Аллахово задоволство, а воено да биде спасен од џехенемскиот оган. Исто така возвишениот Аллах Азза ва Джел на крајот од овој мубарак месец ни пропиша клањање на Бајрам намаз. И клањањево на Бајрам намаз е од целосен и комплетен зикр и спомнување на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем му нареди на неговиот уммет да го извршува и мажи, дури и жени, а неговата наредба мора да се следи, како што вели возвишениот Аллах Азза ва Джел: овие кои верувате, покорувајте му се на Аллах и покорувајте му се на пратеникот и немојте да ги поништувате вашите дела. Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем во оваа прилика, како што му нареди на мажите, му нареди дури и на жените да излегуваат на Бајрам намаз, иако нивните куќи и нивните домови се подобри за било кој други намаз освен Бајрам. Нормално, ова пракса е кога би се клањало Бајрам намаз на отворено место. Како што е најблизу овде во Албанија, сигурно имате видено дека таму се клањат Бајрам намаз све напот и на отворено. Во тие случаеви можат да присуствуваат и е добро да присуствуваат дури и жените. И ове е од величење на Аллах субханаху ва таала. Додека како што се клањат ке нас Бајрам намаз во џамииве, сигурно дека нема место за мешање и за жени, и затоа не од пракса ке нас за Бајрам намаз да излегват нашите жени. Од суннет е исто така пред да излезиш на Бајрам намаз, да изеиш 3 урми или 5 урми или колку сакаш, само да е непарно. Значи, од суннет е, ако немаш урми, бар да косниш нешто благо пред да излегвиш на Бајрам намаз или пред да излегвиш на сабав. Се пренесува од Енес ибн Малик ради Аллаху ан, дека Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем не излегувал на денот на Фитр Бајрам се додека не изел неколку урми и ги јадеше во непарен број. Ове е за разлика од Курбан Бајрам. Значи, Рамазан Бајрам од суннет е да јаеш нешто благо пред да оиш, а додека за Курбан Бајрам од суннет е да не јаеш ништо се додека не клањаш Курбан Бајрам. Исто така е поможност. Од суннет е да се излези на Бајрам намаз пешки. Вели Али ибн Аби Талиб ради Аллаху ан, од суннет е да се излезе на Бајрам намаз пешки. Ове е од суннет ако човек има можност. Ако човек живее далеку или е постар или е болен, нормално нема никаква сметња да дојд, како што претежно се иде со кола. Од суннет е исто така мажот да се разубави и да ја облече својата најубава облека. Како што се пренесува во Сахих Бухари од Абдулла ибн Омар ради Аллаху анхума, кој рекол дека Омер ради Аллаху ан зел една наметка од истебрак, од свила, уште пред да знај дека е забрането. Земал една наметка од свила што се продавала на пазарот и ја донел ка Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Па му рекол: о Аллахов пратенику, купи ја оваа свила, оваа наметка, за да се разубави со неа за Бајрам. Знае, значи, дека пракса било човек да се разубави, да облече нешто најново и најдобро во Бајрам. Па тогаш Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем го подучил на Омер ради Аллаху ан и му рекол дека ова е облека на оној кој нема никаков удел на ахирет. Зошто?
Затоа што свилата е забранета за можите од умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем на оваа дуња. Исто така, оне што ни е пропис е да го извршуваме бајрам намаз исто како и останативе намази скрушено, смирено и со присуство на срцето, да го зголемиме спомнувањето на возвишениот Аллах азза ва џел и да зголемиме дова, упатување дова кон него, надевајќи се на неговата милост субханаху ва таала и плашејќи се од неговата казна. Во овие моменти, кога ќе се собериме за бајрам намаз, добро е човек да се потсети, да го гледа ове собирање на луѓето на намаз на едно место, па да се собери на големото собирање пред возвишениот Аллах азза ва џелле на сунниот ден. Како што имаме разлика овде помеѓу нас, да се потсети и на разликата на сунниот ден. Кога ќе бидиме собрани на едно место, кога ќе чекаме пресуда пред возвишениот Аллах азза ва џел. Велит Аллах субханаху ва таала: "Унзур кайфа фаддална ба'дахум ала ба'д, ва лал ахирату акбару дараджати ва акбару тафдила." Гледај како на едните им даваме предност на другите, како сите се со различни степени на оваа дуња, а на оној свет разликата во степени и во предност ќе биде уште поголема. И нека биде радосен поради Аллаховата благодет што Аллах азза ва џелле ти овозможил да го дочекаш месец Рамазан и да го поминиш во оне со што е тој задоволен, во намаз, во пост, во ноќен намаз, во читање на Кур'ан, во зикр, садака и во други добри дела. Навистина ова е едно најголемите благодети што човек може да ги доживее на оваа дуња. Да бидите еден од оние кои Аллах азза ва џелле му дал прилика да го дочекат и да го доживеат цел месец Рамазан. Аллах азза ва џелле вели: "Кул би фадлиллахи ва би рахмети фабидалика фалјафраху хуа хајрун мимма јаџмаун." Кажи, со Аллаховата благодет и со неговата милост, со тоа нека се радуваат верниците. Тоа е подобро од се што човек може да собира и да натрупа на оваа дуња. Но браќа, иако месецот Рамазан ни завршува, делото на верникот не завршува се додека не дојде неговата смрт. Ибадетот на човекот не завршува се додека е жив на оваа дуња. Ва'буд раббека хатта јатијака ал-јақин, велит Аллах азза ва џел, и обожавај го твојот Господар и чини му ибадет на твојот Господар се додека не ти дојде смртта. Па го молиме на Аллах азза ва џел да не направи од оние верници кои го обожаваат на возвишениот Аллах азза ва џел како во Рамазан, така и надвор од Рамазан. И го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ни го прима нашиот пост, нашите намази, нашите ибадети, нашето читање на Кур'ан, нашата садака и зекат, и го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел сите овие наши дела и ибадети да ги стави на вагата на добрите дела на сунниот ден, и го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ни седини во џеннетул фирдеус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Казнојте дека ова ни е последна таравија за денеска, а исто кратко известување дека утре јацијава остани како што си е во 8, а иншалла после од заутре од петок, од тога си продолжи по таквимот. Ала да ви примат и Ала да ни соединит во џеннетул фирдеус. Салаллаху ва селем ала набијина Мухаммед ва ала алихи ва сахби аџмаин.